Ова прислушување кое сега е во вакви размери, јас во 2010 добив материјали дека Сашо Мијалков си го прислушува сопствениот баџанак, обвинителот за организиран криминал Јован Илиевски, со кого и заедно сум работел на проекти. Човекот е коректен, меѓутоа позицијата која има, ние не видовме, сите викаат по Марко Зврлевски, кај е Јован Илиевски. Во цела оваа приказна нигде го нема баџанакот, кој е главниот и во чие обвинителство се работат овие предмети. Му ги дадоа да ги работи, пример, случајот Пуч на обвинителот од Берово кој дојде, меѓутоа му дадоа туторка, една докторка, која е многу експлицитно експонирана во случајот Љубе Бошковски, така натаму и така натаму. Љубе јавно ви каже во судница, ти ќе ме замениш, ќе седиш на оваа клупа. Јас искрено верувам дека еден ден тоа ќе се случи така, затоа што тие кои го не е организиран криминал, ние треба сега да ги, ајде да не речем груб збор, да ги присилиме, да ги натераме нив да ги идентификуваат, затоа што тие обвинители многу добро знаеа во целата оваа шема да прават конструкции. Сега ако добро разбрав дека истата што го осуди Љубе Бошковски, сега се занимава со Пуч. Сега е тутор во Пуч, да, е ментор, што би рекле, така да тој обвинител кој дојде од Берово не може да направи ништо без амин на докторката. Докторката е десна рака на Марко Зврлевски, така натаму. Меѓутоа јас навистина јавно прашувам кај е Јован Илиевски, дали некој го виде во последниве месеци од она кога беа со Марко на трибини, кога читаа весници на некакви си наши настапи, нели, на ракометна репрезентација и така натаму. Тој човек треба да биде првиот кој ќе одговори што прави, а не да се занимаваме со тоа кој каде ги нашол. Ние денес, како ги анализираме овие разговори само и тие вчера, ви кажав, ја очекував денес Јово Вангеловски да биде уапсен. Не после 10 години, не после не знам кого. Ма кој да го уапси? Гордан Јанкуловска кој што се јавува, тоа е проблемот, да тоа што го вели, тоа што го вели суд, демонтирањето. Меѓутоа, ако ние ги повикуваме со име и презиме, ја верувам дека нешто мора да дојдеме до работ. Ако ние денеска Мире Арсениевски, синот на Љупка Арсениевска кој е обвинител во Скопје, упорно го повикуваме, добро дечко, имаш ли се ти капацитет после ова, барем да речеш јас си одам. Значи кога знаеш дека те избрале затоа што мајка ти ги вршела работите, ги избрале затоа што Филимена вика ова е скрос наша, затоа што некој друг во целата работа не се спомнува. Синот на Љупка Арсениевска оди во обвинителството за ќерката на шефот на обвинителите на Кизов да стане стручен соработник во апелација, кај што Гордана и Ој се расправаат дали 9 или 10, да отпадне тој од Велес или да влезе не знам кој. Че ние мораме со име и презиме сите да ги лоцираме. Од денешните разговори, значи се спомнува. Се спомнува на Бајлозова сестра. И да видиме која беше Бајлозова, судиката која не ги осуди во процес, судиката која го водеше процесот за Агим Красничи и така натаму. Зошто е заслужна за да биде избрана нејзината сестра? Ајде да ги видиме двете. Едната е во апелација, другата е во основен суд. Па да ги видиме се конекциите меѓу нив. Да видиме Софија и оваа другава која била избрана, какви им се конекциите. Ако секој ден ги повикуваме, да ги тргнеме барем луѓето за кои имаме докази дека дошле вака. А после некој судски совет кој ќе се формира... Ако така треба да се трнат околу 300 суди или повише? Јас верувам, ако дојде од надвор некаков суд и така натаму, и независно судско тело кое ќе гледа дали имале барем минимум биографија, а не дали Мијалков се јавил, дали Гордана се јавила, или Нино Тодоров се јавил, па не успеа жена му на другарот да ја стави судика затоа што има поприоритетни на листа. Значи да видиме кој во каква фаза одлучувал, а сите тие да бидат свесни, значи денешни обвинители, денешни суди, дека утре ќе се најдат на обвинителна клупа. Ние барем имаме до сега пракса. Една Лиле од Радовиш ја донесла обвинителка да суди Кежаровски, да суди многу такви процеси, шпиони и така натаму. Значи ако Лиле имаше капацитет да ја дадат да го направи тоа, и Лиле, и Раичевиќ, и не знам Имран, сите тие ќе останат да ги доводат овие процеси. А по завршување на тие процеси тогаш ќе утврдуваме нивната кривична одговорност во сите предмети, бидејќи половина од предметите се со лажни докази. Еве јас ова што го велам, значи сите кои постапувале со заштитен сведок, сите има злоупотреби направено. И тоа толку процесни злоупотреби Страсбург укажува на 5 предмети, каде што се вратени назад, и Вилма Русковска застапувала, и Гордана Гешковски и така натаму. Таму има 10 обвинители чија работа мора сериозно да се преиспита. Тие во овие 10 години направиле голема штета. Но да им дозволиме ова да го истражат, па после ќе утврдуваме нивната вина. И не ние, некој друг, меѓународен трибунал, меѓународен суд, меѓународни суди. Меѓутоа не смееме, ако сега канцерот не го тргнеме одсуството целосно, ништо не правиме. Сите критикуваат 96-та година кога бил направен генералниот реизбор. Ваков или таков, јас ќе ви кажам, во тоа судство била една благородна Дулич која до вчера беше пратеник на ВМРО. Била една Љубинка Марковска и тоа суди на Врховен суд, бабата на Иво Котевски, чија ќерка е судика на апелационен суд со исто 2 години искуство во основниот суд, од кој една на трудничко.
Значи, тоа се тие судии, значи во тој состав имало мешани вакви или такви. Ајде да најдеме сега квалитетни, после Димитрија Димишковски, кој беше председател на Врховен суд. Се друго што дојде во Врховен суд, треба сериозно се преиспита. Мажот е амбасадор, жената од Основен суд, како судика оди директно во Врховен. И такви се многу. Значи, треба да видиме на вистина кој заслужи да биде во Врховен и скалесто ќе ги редиме. Од Врховен до Управен, во Управен се сестрите, мајките и бабите на сите функционери. Почнувајќи од бабата на градоначалникот на аеродром, до сестрата на директорот на јавни патишта, до сестрата на, не знам, овој засадија иднината дрвото, перскиот пејач, до не знам кој. Значи, до братучетката на Трајко Велјановски, овој му е кум, таму му е братучетка. Да не заборавиме дека сестрата на сопругата на Мјалков е судија на Врховен суд. Неговата братучетка седи во судски совет. И додека тие врски не се раскинат во судството, не може да има напредок, затоа што сите, што би рекле пипците, се пуштени. Судски совет, Врховен суд, Републички судски совет, а тоа најдобро го илустрираат Михајло Маневски и Гордана, каде што велат не можеме да го завршиме предметот на братот на Лина од судски совет, затоа што Јово и Трајко се многу повлијателни во Врховен. Дури и самото ВМРО меѓу себе си конкурирало кај ќе заврши на Основен, кај ќе заврши на Врховен предметот и во чија корист. Тоа го потврдува и Гордана со разговорот кај што фаќа врски во Врховен Мјалков да интервенира за некој си полицаец. Човече.